Персимон или јапонската јаболка е деликатно овошје кое бара внимателна и редовна резидба за да се развие во здраво и родно дрво. Без правилно кроење, дрвото расте во височина, формира густа крошна, а плодовите се мали и нерамномерно распределени. За правилен раст и контрола на формата, резидбата се врши 2 пати годишно, зимска и летна. Зимската резидба, која се изведува во доцна зима или рана пролет, пред отворање на пупките, е основна. Таа служи за формирање и обликување на крошната. Се отстрануваат сите суви, оштетени и болни гранки, како и оние кои растат вертикално или се вкрстуваат. Целта е да се создаде отворена и ниска крошна, во облик на вазна или чинија, со 3 до 5 главни скелетни гранки. Овој облик овозможува продор на светлина до внатрешноста и полесна манипулација околу дрвото. Секое сечење треба да биде извршено веднаш над пупка која е свртена на надвор. На тој начин се стимулира растот на гранките кон периферијата на дрвото, а не кон внатрешноста. Летната резидба, која се изведува кон крајот на јуни или во јули, има за цел да го одржи обликот и да го ограничи растот во висина. Се отстрануваат водопики, вертикални, некорисни изданоци, предолги гранки и делови што премногу ја засенуваат крошната. Благодарение на оваа двојна резидба, дрвото се одржува во оптимална форма, што овозможува поквалитетни и поголеми плодови, полесна берба и значително намалување на ризик од болести и штетници. Со правилна нега, крошната останува отворена, уредна и продуктивна, што е клучот за долгорочен успех во одгледувањето на персимон. Калемење на јапонско јаболко, подмладување и пресортирање на стари дрвја. Кога старите дрвја од персимон престануваат да даваат плод или не ја носат посакуваната сорта, калемењето е идеалниот начин за подмладување и обновување. Се применува неколку типа на калемење, најчесто на скелетни гранки, но и директно на стебло, особено кога целата крошна се отстранува. Кај калемењето на скелетни гранки, најпрво се отстрануваат несоодветните делови од дрвото и се оставаат неколку здрави, јакни основи. На секоја од тие гранки може да се постават по 2 до 3 калеми, при што се внимава на добар камбијален контакт. Се користи техника на калемење на сечење или на расцеп, зависно од дебелината на подлогата. Калемите се одгодишни, здрави изданоци од посакуваната сорта и се фиксираат со калемарска лента и восок. Кога дрвото е преголемо, запуштено или сакате целосно да го смените сортиментот, се применува калемење директно на стебло. Во тој случај, целата крошна се сече неколку десетици сантиметри над земја, оставајќи чисто стебло. Потоа, на повеќе страни од стеблото се прават засечоци, во кои се вметнуваат 3 до 5 калеми, распоредени рамномерно околу обемот. Контактот помеѓу камбијумот на калемот и подлогата е клучен. Површината се обезбедува со восок и се завиткува за заштита. Калемењето на стебло бара повеќе грижа. Дрвото мора да се следи внимателно, да се заштити од суша и директно сонце, и да се спречи појава на водопики. Најдобар период за калемење е од крајот на март до средината на април, кога започнува движењето на соковите, но пупките се уште не се развиени. Првата година е критична, од секој калем се остава само еден најсилен изданок, а останатите се отстрануваат за да не се трошат ресурсите на дрвото. Со ваков пристап, старите дрвја можат да бидат комплетно обновени за 2 до 3 години и повторно да станат продуктивни, но со нова, квалитетна сорта. Калемењето не е само агротехничка мерка, тоа е вештина, традиција и начин да му се даде нов живот на нешто старо. Почнавме со ентузијазам, на 5 хектари јапонско јаболко посадивме и го негувавме, дојде народ. Кога дојде народ, слушнавме дека нашата сорта е другачија и дека постои сорта на јапонско јаболко што шпанците ја продаваат многу поубава од нашата. Не верувавме, но потоа се појавија Freshline и ни објаснија дека точно постои сорта Ројал Желе што европскиот пазар многу ја прифаќа. И за почеток рекоа ќе ви помогнеме. Направија комора, ни дадоа современа амбалажа и ја продолживме соработката и приказната за производство. Еве сега почнавме и нови насади да менуваме во Ројал Желе. Почнавме да прекалемуваме
по инструкции на консултантот кој Freshline го донесе од Шпанија. Тој ни даде насоки за кроење, потоа ни даде насоки за наводнување. Значи на негова идеја и сугестија го ставаме новиот систем за наводнување. Тоа бара огромни средства, доста е соодветен за да имаме убав плод и верувам дека ќе го постигнеме тоа со поддршката која ни ја пружа Freshline и во консултантските услуги понатаму. Потоа со гранките и со ригорозната резидба се создадоа многу дрвна маса. Никој во Македонија таа дрвна маса не откупува за преработка, за пелети и останато, па моравме да купиме и мулчер, немавме срце да ги изгориме тие гранки. Така да тоа е сега актуелно и мислам дека околу тоа се ангажираме доста, се ангажира Freshline. Поддршката верувам дека ќе биде и во откупот. Тој откуп ни рекоа дека е гарантиран, ни ја кажаа цената што многу ни е драго и веќе работиме и од минатата и од претходните години, неколку години со полно срце. Тоа дава можност да ни донесат гајби, да биде се организирано, да се стави во нивните магазини, да се помине низ комора, да се спакува како што пазарот го бара. Значи се грижат за нашиот производ до појавување на полица во супермаркетите. I'm Pascual Prats from Spain, from Valencia. I'm the president of the Persimmon Association in Spain. Also, I'm a producer and also I'm a exporter in my family company. So the visit is because I connect with Stanisha to try to understand where is the situation in the persimmon in Macedonia. Also, you have different varieties, so we are trying to help doing the same things than Spain, but also we must adapt because the weather is not the same, the variety is not the same, and we are starting to also to teach other farmers to make a good quality to export. Нашата компанија Freshline соработува со супермаркети во Европа кои имат строги барања за квалитет на овошјето и зеленчукот. Добиваме од нив спецификации како треба да изгледа од начин на пакување до начин на квалитет и ние тоа го доставуваме на земјоделците и се надеваме дека ќе ги исполнат нашите барања. Тоа е проблем кој се јавува и затоа во овој случај доведовме експерт за јапонско јаболко со цел дека ќе им помогне и ќе им укаже на нашите фармери каде ги прават грешките со цел да се добие подобар квалитет на производот. Им помагаме во текот на производството, но и откако ќе го донесат родот, им помагаме во позбербени активности, каде што тука применивме експерти и професори од нашиот земјоделски факултет за да добиеме квалитетен производ. Со прекинување на пласманот на нашите производи од термоградарско и овоштарство од Македонија према руските пазари, ние едноставно немаме друга алтернатива и мораме да се приориентираме кон Европа, Северна и Западна Европа. Таму, како што кажаме, барат високо ниво на квалитет, но истовремено бидејќи не била присутна нашата роба таму, ние се обидуваме да најдеме простор во конкуренција со веќе добро етаблираните пазари кои имаат голема поддршка од Европска унија, самите земји, тоа се Шпанија и Италија како најголем извор на суровина, се обидуваме да го пласираме нашиот производ рамо до рамо со нив. Тоа е Freshline, тоа се млади луѓе, такви млади и се потребни на нашата држава, кои го запознаваат пазарот, го освојуваат пазарот, помагаат во земјоделието да стане успешна, приказна, затоа што тоа ни е неопходно. Можеме да произведеме, но ако нема кој да продаде, нема успешна приказна, верувајте.